Тема спорт, нели? Темата е атлетика. Дарио Ивановски бележи историски резултати за Македонија, а гостин денеска во Македонија наутро е неговиот тренер, менаџер и човек кој што се уште активно се надпреварува, тоа е Игор Јакимовски. Добро утро. Добро утро. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Вистинска чест ми е да дојдам во вашата емисија и да го промовираме она што е вредно, што треба да се забележи, што треба и јавноста да го знае, иако многу уме знаат, меѓутоа тоа се сепак да го потврдиме и да го утврдиме. Како материјал, како четиво, повторувањето е мајка на знаењето, така не учеа некогаш на училиште. Се сложувам. Да, Дарио го нема тука. Дарио е, ќе кажеме, прескромен спортски джин на Македонија, затоа што вели додека не ги достигнам височините, не сакам да се промовирам јавно. Еве ќе му порачаме дека има луѓе кои што сакаат да го промовираат и кои што го ценат она што тој го прави. Кои се последните негови достигнувања? Најпрво би го потврдил на вие што го кажавте, тој е еден неверојатен спортист кој што е максимално фокусиран на она што го работи, што го сака, што го живее, тоа атлетиката. И баш така и со мене кога има дискусија, дефинитивно вика јас додека не достигнам зенит, оној што се вика олимписка норма или норма за настап на светско првенство, каде што само врвните спортисти во светот го можат сето тоа, вика, тогаш ќе почнам вика да излегувам она комотно лабово и така натаму да настапувам. До тогаш вика ќе бидам фокус. И така е тоа со години кај него, веруете. И денеска да најдеш таков спортист да работиш со него е вистинска реткост. Јас сум навистина почестен со овој момент да тренирам таков спортист со такви афинитети и таков фокус што има напред. Неговиот последен успех се случи на неодамнешното одржано балканско првенство во полумаратон, кое што ете за да биде се онака супер и од соништата се случи на наш терен во Битола. Значи Битола по втор пат, односно атлетскиот настан Трчај Б, така се вика атлетската трка во Битола, беше домаќин на најдобрите полумаратонци на Балканот и се одржа балканското првенство во полумаратон. Наш репрезентативец, односно имавме двајца, вториот беше Жан Тосев и беше и Дарио Ивановски, како што е години наназад, нели, наш репрезентативец. И ние фокусот го ставивме токму на таа дисциплина за вториот дел од сезоната. Дарио ретко не настапува на пример на балканско првенство на отворено, меѓутоа ова лето ризикувавме малку, не настапивме на сениорската Балканијада што се случи во Краљево и напорно работевме цел јули и август за да достигнеме таа форма која што ни гарантираше дека он ќе постигне страшен резултат кој што ќе се валоризира во балканска титула, во еден нов златен медал. Всушност, Дарио е бранител на титулата од претходната година, каде што исто така постави еден страшен резултат во Тирана, таму се одржа Балканијадата и тој го се убедливо првото место со резултат 1:04:55 таму беше и сега го бркавме и рекордот на Македонија, нели, да го направиш пред наша публика на наш терен во својата татковина е неверојатен момент. Рубиковата коцка комплетна. Да, ние за таа цел, значи се подготвувавме 2 месеци и на настанот отидовме буквално сите што сме околу него и неговото семејство и се бевме цел викенд во Битола и дојде моментот каде што Дарио, ама тоа е стварно еден момент кој што јас ќе го паметам цела кариера, од првиот метар тргна јако, значи не калкулираше, не се штедеше и веќе направи предност уште на 7 км на една третина од патеката, веќе имаше предност од 40 на секунди, која што константно ја зголемуваше, ние го пратевме на цела патека, му дававме подршка, навивавме сите за него. И тој едноставно беше на нашите крилја и го направи она што треба, она по кое што дојде. Да, што велат старите со еден удар неколку муви и бутна наш национален рекорд за 10 секунди го сруши, значи 1:04:45, го победи турчинот вториот што е врвен спортист, врвен атлетичар од Турција, репрезентативен за цели 2 минути и ја освои третата балканска титула во неговата кариера, односно ја одбрани во полумаратонот Лај. Кога ќе кажеме Балканијада, не можеме да знаеме за оние што не го познаваат доволно спортот, не можеме да знаеме колку се тие свесни за резултатите. Балканот ги опфаќа Грција, Србија, Бугарија, па и Хрватска, Турција, значи земји кои што се развиени во спортот, земји кои што се напредни во спортот. Дали тоа му дава уште поголемо значење на овој резултат? И тоа што го кажавте вие, и уште еден момент ја кажам, каде што верували или не, моментално во таа Балканска атлетска асоциација членуваат повеќе од 25 држави. Значи,
верували ли не и една Украина, и Кипар, и Израел, значи земји кои што вие можеби прв пат ќе слушнете, меѓутоа и тие се надпреваруваат и моќни, значи атлетски велесили. Некои дури го викаат мини европско првенство. Да, така го велат и навистина за да станеш балкански шампион треба значи да направиш страшен резултат кој што можеби ќе ти биде и отскочна даска за настап на европско првенство. Некогаш и тие резултати токму те фрлаат да одиш на европско првенство како што еве неколку пати и на Дарио му успева. Така да вредноста на резултатот кој што значи освојување на медал или пак балканска титула значи и една соодветна виза за да настапиш на по така јако првенство, односно европско или светско првенство. Колку големи надпревари треба да се посетуваат во текот на една година, колку големи надпревари треба да се посетат во текот на една кариера со цел еден атлетичар да може да каже дека е врвен, какви резултати си поставуваат, какви цели пред себе овие гладиатори, ќе ги кажеме на спортот. Баш така, во право сте. Индивидуалниот спорт и сами знаете колку е тежок, значи да бидеш индивидуален успешен спортист. Нема кој да те покрие, сам си. Навистина атлетиката представува еден суров спорт. Многу е тешко да стигнеш до посекувањето резултата, ама чувството е неверојатно па кога ќе стигнеш. Тоа знаеш дека сам си го направил, сам си тренирал, нема тука никакви калкулации. Дневната километража на Дарио е минимум 20 километра. Значи неделна километража он има 150-160 километри. За да вие ги поминете тие 20 и неколку километри дневно, дали тоа ќе биде во еден, дали во два тренинга, опфаќа и соодветен одмор, значи рехабилитација и така натаму. Значи тоа е еден начин на живот кој што целиот ден ти е буквално по една рутина која што мора да одиш по неа. Некогаш знае атлетичарот и да страда од сето тоа, знае и голема жртва да фрли од приватниот живот и се знаат некогаш подготовки да траат по месец-два, некаде многу далеку. Значи ние тоа го правиме 7-8 години интензивно го правиме и затоа стигнавме до сето ова. Неверојатни бројки има, затоа позади неговото име и затоа е најдобар и најуспешен атлетичар на сите времиња на Македонија. Тој држи 9 национални рекорди кои што се во негова собственост. Ние можеме уште некој да бутнеме, ама не сме фокус на тоа во моментот. Фокусот ни е наредната година, таа олимписката година 2024, тој е стипендист на Македонскиот олимписки комитет, каде што ние оправдуваме таа улога и ќе оправдуваме вложените средства во него и се надеваме дека веќе до декември ќе го имаме потребниот резултат за да не видите во Париз. Се ни оди според планот, ние сме фокус на тоа и што рековте преска, ви останав должен да ви одговорам на прашањето, значи имаме блиска цел, имаме крајна цел, значи ние ги знаеме, тие ги поставуваме на време и точно знаеме што да правиме. Еве сега претходниот викенд имавме една соодветна трка за уживање, така ние ја викаме, каде што не сме резултатски оптеретени, бевме во Белград и стрчавме една интересна трка од 10 км, тоа веднаш беше после Битола. Едноставно уживавме. Има и такви моменти и мораш тоа да му го дадеш на твојот спортист за да нели осети малку и нешто, некоја друга димензија на спортот за да биде мотивиран понатаму. Каква е таа жртва? Понекогаш Дарио го нема со денови, со недели, со месеци, комуницираме со него на редовна основа, на редовна база, меѓутоа понекогаш го нема да врати, па мора преку вас. Каков е тој уште еднаш ќе кажеме гладиаторски начин на живот? Како изгледа еден дел, еден микроциклус, еден мезоциклус на еден атлетичар? Значи многу пати и на оваа тема сум разговарал со него и апсолутно го разбирам. Има тој многу пораки, значи многу луѓе сакаат да научат и нешто од него. И јас сакам да научам од шампионите, сакам да им влезам длабоко во душата, во срцето, во психата. Да, јас него го знам, јас сум буквално како татко сум. И разговараме постојано со него и сакам да навлезам во нивниот тој шампионски менталитет се. Верувајте дека многу пораки му стигнуваат, многу е идол на младината во Македонија и не може некогаш да постигне се и да одговори, сака ми вели на мене, сакам да сум фокус 100% на спортот. Едноставно ќе те замолам, вика, да ми помогнеш во сето тоа, да ме покриеш некогаш, еве како и денеска се, за да го направам тоа што многу мене го очекуваат од мене. Тој имаше предваден еден пост објавено на социјалните мрежи кој што предизвика големо внимание, каде што точно опише еден дел од својот живот, од својата кариера во вистинска, реална, значи смисла, она како он што го доживува. Луѓето тоа многу го прифатија и сака да научат од него. Баш буквално така. Значи на вистина Дарио е толку посветен на сето ова да верувате дека ќе поминат многу години после него дури се најде таков спортист. А јас ви гарантирам дека по завршувањето на неговата кариера, што ја сакам малку да биде понатака, да трае. Ќе видите колку он ќе биде успешен во некои
ете спортски раководни функции, во тренирање на млади таленти, колку ќе го пренесе своето знање. Значи тој е еден од ретките кои што на таа тема се надоградува, чита, значи некојаш ги споделуваме мислењата луѓе. Јас стварно се уверувам дека тој на вистина има направено еден бум и во тоа, и ќе видите, ќе правиме пак мовет за нека година, кога тој ќе го видите како јас што сум денеска во вашата емисија во оваа улога. Не само за некоја година, туку ве чекаме со олимписката норма, тука двајцата, па да разглобиме, да разложиме. Тука морам да ве не поправам, туку морам да ве надополнам. Значи олимписка норма, да бидеме реални, и светот е далеко од олимписка норма. Ги поставија нормите страшни да може да ги исполнат едва и двоцифрена бројка. Значи во некоја дисциплина има само по 15 на спортисти во светот што може да достигнат олимписка норма. Тоа е страшна работа колку се поместени од еден олимписки циклус до друг. Или ќе ви кажам, до пред 10 година кога беше на маратон 2.17, се е 2.08. Да видите само колку се поместени. Значи, најдобрите атлетичари на светот може да постане. Има соодветно рангирање на атлетичарите во светот и соодветни услови кои што се во државите кои што немаат норми, каде што може да отиде по еден атлетичар за тој олимписки спорт, да биде запазен и така. Значи, ние знаеме дека сме така наречено под наводници далеко, меѓутоа сме многу блиску. И ќе го направиме најдобриот резултат за да го видите Дарио и дефинитивно заслужи уште сонот на секој спортист настап на олимпијада да му се. На најмасовниот собир на спортистите. Да, дефинитивно. Во историјата и за некого најзначајниот, нели? Да. Дарио сам се надпреварува, да, меѓутоа без поддршка никој на овој свет не може да направи ништо. Спортот на Дарио е скап, бара средства за превоз, за исхрана, средства па и за одмор. Ќе го вклучиме тука, нели, суплементи, опрема еден пар патики дневно, вака да кажеме, нели, паушално. Се снаоѓа ли Дарио? Имали некој кој што му помага? Се наоѓаат ли општествено одговорни чинители во општество кои што го препознаваат тоа што го прави Дарио и кои што сакаат да помогнат? Ќе бидам искрен. Значи, многу е тешко, меѓутоа се постигнува. Што сакам да кажам? Олимписката стипендија што ја зима од Македонскиот олимписки комитет е на некој начин таа што го одржува. Јас имам многу пријатели, многу луѓе по диаспората и многу општествени одговорни фирми кои што ме помагаат и луѓе и така натаму кои што го одржуваат нашиот процес да остане на тој левел што го кажавте пред малку. Навистина скап спорт. Само еден момент ќе ви кажам како може да се треснеш од земја и некогаш да се размислиш дали да продолжиш. Кога сакавме да го зададеме главниот удар за Токио, односно подготовките, кај што ние го планиравме да го оствариме резултатот за пласман на Токио, на Олимпијадата, Дарио замина во Кенија. Вложивме таму доста пари и наши пари, замина во Кенија, во тренинг центар каде што тренираат најдобрите атлетичари на светот. Само што замина, за 10 дена фати короната. И тогаш бевме во една неизвестност, 10 дена нон-стоп комуникација и Дарио беше принуден да се врати, односно буквално имаше протерување под наводници од Кенија и тој преку Бугарската атлетска федерација, бидејќи он беше со бугарски атлетичар заедно, Митко Ценов, значи еден од најголемите атлетичари во поновата историја од Бугарија што има многу успено и заедно тренира. Тоа е всушност една формула на успех. И двајцата беа принудени да се вратат и тогаш токму таа нивна федерација успеа некако со соодветни начини, пат преку Лондон, преку 3-4 лета, ако се сеќавате на случај што ги чекаа на Деве Бајр, Дарио беше еден од нив. Значи он слета во Софија, го донесоа они од таму до граница до Деве Бајр и после беше пренесен и тоа беше процес еден месец што он остана по карантини, по хотели, по се и дома. Тогаш ние изгубивме околу 3000 евра. Чисто да знаете што е некогаш загубата. 3000 евра значи отидува во неповрат. А требаше тие да бидат валоризирани во некој резултат што ќе ни биде настап на Олимпијада. И тој момент дали да продолжи, дали да не. Меѓутоа, јас имав помош, имав поддршка, се вративме на здрави нозе и Дарио 2021 направи невиден бум кој што трае до денеска. Значи он има 29 пати срушен национален рекорд. Замислете 29 пати да го рушите во одредени дисциплини. Евидентен е напредокот, да се надеваме дека ќе биде доволен за она што сака да го направи во Париз и да го финишираме разговорот со почвата од која што потекнува Дарио, Македонија.
плодна ли е на атлетско ниво, имаме ли клубови, лига, надпревари, или мора среќата талентите да се ја бараат надвор, таму каде што е поразвиен овој спорт? Дефинитивно на Балканот сме некаде најдолу. Ние се уште немаме атлетска сала и атлетски стадион. Нема да тука елаборирам кој е виновен за тоа. Сите ние сме... Не бараме виновници, Да. ја согледуваме фактичката состојба. Нема. Значи немаме веќе 8 децени атлетика, ние што ги дадовме сите можни средства, пари што ги дававме пространство на подготовки, настапи, се до сега ќе направиме 10 сали. Еве уште еден апел. Колку апели пушти више, ја не знам кај сум гостувал, колку сум кажал. Значи една атлетска сала која што преку зима ќе не остави тука и ќе младината ќе натераме да тренира. Значи немаме ние искрено, немаме некоја светла иднина да речеме. Имаме, едноставно кога ќе ги видите овие услови, кога ќе видите тартанот на нашата национална арена каков е, у каква состојба после 10 години, тоа е од 2012 тартан. Исто како и тревата пред мечот со Италија. Да, баш така, тие како додат паралелно, како да се врзани една со друга и најверојатно ќе сгаснат некој ден и тие и тие. Затоа што еден тартан има функционалност околу, според сите оние истражувања, с максимум 7-8 години и веќе ја губи функционалност. Нашиот е преку 10 години и веќе е многу оштетен и веќе не можеш ти да ги оствариш твоите перформанси на тако. Некогаш само тоа ќе се повредиш, ќе ти застане кариерата. Така. И некогаш кога ќе сгазиме на некој нов тартан, било кај кој ќе има, одма ја почувствуваме разликата. И затоа уште еднаш апелирам, еве кој, не знам, кои субјекти, кој, не знам, авторитет во оваа наша држава ме слуша, значи една атлетска сала ни е неопходна како никогаш досега. Игор Јакимовски, тренер, менаџер, сопатник атлетски на Дарио Ивановски, гостин во Македонија наутро. Дарио бележи историски резултати за Македонија, се надеваме дека така ќе продолжи. Го чекаме да го видиме во Париз со нашето знаме, кое според одредени фактори е прогласено и за најубаво знаме на светот, па да си го видиме и во Париз како се вее и како Дарио го носи горе. Благодариме за учество. Ви благодараме на вас.